Благодарам. Колега Диме, бродот на кој што сте и вие тоне. Од кога, кажете, одговорноста и на власта и опозицијата? Реторикава некако за многу брзо време ја менувате. Од кога одговорноста иста? До пред 2,5 години друго зборувавте? За се ВМРО ДПМНЕ не ви беше криво. Не може да иста одговорноста и на власта и опозицијата. Сватете дека конечно сте власт. Не е ВМРО ДПМНЕ уште власт. Одговорноста е ваша. А ВМРО ДПМНЕ како опозиција си работи како што треба за доброто на државата и на граѓаните. И пак ќе повторам, тоа само заради доброто на државата и на граѓаните, меѓутоа, за жал, се што правиме, се што направивме со ваква власт е џабе. Затоа што буквално се што е сработено на секое поле заминува по вода. Криминалот на секој чекор царува. На секој чекор. И вие сте свесни и затоа сега барате одговорност од сите. Знаете дека од 80 општини во државава, значи не рекет сега само еден рекет да има предмет, комотно може да се отвори рекет 1, 2, 3, 80 рекет. И знаете што ви се случува во сите општини. Посебно во сите општини кај што сте власт и на централно и на локално ниво, веќе јавна тајна. И ова што се случува и со СЈО, и со рекет, се зборуваше година и пол уназад, меѓутоа сега еве го излезе во јавност. И ова сега во позадина што се зборува во секоја општина, и вие го слушате, и јас го слушам, и сите колеги овде. И тоа ќе излезе во јавност, не се секирајте. Затоа велам, треба да сте свесни и да ја прифатите одговорноста која што ја носите како власт. Врска со странските инвестиции, заедно како колега пратеник од власта, ви сум многу благодарна што буквално, еве, скоро на секоја седница, кога имате прилика, вие како Диме Велковски ги читате сите проекти, сите странски инвестиции донесени од ВМРО ДПМНЕ, и навистина со нив сите треба да сме горди и како власти, како опозиција. Меѓутоа, на одговорот на оваа тема, на која што не треба да има повеќе прашања, го даде вашата министерка за странски инвестиции вчера во изјава, кога ја праша имено колку странски инвестиции има донесена оваа власт во државава, таа замолкна. Не, тој е одговорот и начисто да сме. Странските инвестиции се за добро на државата, но за добар приход, меѓутоа редно е да признаете дека немате ништо сработено и во таа област не ве бива, никаде не ве бива. Затоа треба да си одите. И вие и премиерот на неколку пати спомнувате дека невработеноста се намалувала. Сега ќе ви кажам зашто се намалува. Власта, вие си ги вработувате исклучиво партиските послушници, и тоа во администрацијата. И затоа заклучно со јули 2019 година, ние, граѓаните на Република Македонија, плаќаме 135 милиони денари повеќе за плати на доместоци, наспроти потрошената сума за плати и на доместоци во 2019 година. Спомнувате вие и премиерот, главно капиталните инвестиции биле во инфраструктурата. Па тој Сугарески спомнува нешто 500 милиони, само да ја завршам мислева. 500 милиони потрошени за инфраструктура. Каде се тие потрошени 500 милиони, кај ги гледате, затоа што во официјален извештај на Министерството за финансии се вели дека 2019 година до месец јули потрошени се само 100 милиони за капитални инвестиции. Во официјален извештај на Министерство за финансии. Ви благодарам. Контрреплика пратеник